Нешто повеќе од 2 часа траеше 22-та седница на Советот на општина Кочани, на која пред советниците се најдоа 20 точки од дневниот ред. Најголем дел од нив се однесуваа на извештаите за условите и начинот на работа на училиштата до крајот на првото полугодие од оваа учебна година, како и барањата за реализирање на ученички екскурзии. Иако на почетокот се чинеше оти седницата ќе помине без многу дискусии за овие теми, сепак, уште по првата точка за извештајот за успехот и работата на основните и средните училишта, се виде дека околу тоа ќе се концентрира вниманието на присутните советници, особено по образложението на советникот Стефановски за извештајот на основното училиште Никола Карев. Во споредба со 2016-2017 година, односно периодот од предходната гарнитура, за мисите имало 3413 оправдани изостаноци, а сега тој број е 3135. Значи бројот на оправдани изостаноци е приближно еднаков. Но она што тогаш го најмногу дискутиравме во минатите години е бројот на неоправданите изостаноци, кој што изнесувал пред 2 години 1423 неоправдани изостаноци, да сега се сведе само на 604 изостаноци. Во СОУ Гошови Кентиев, минатата учебна година во полугодишниот извештај имало бројка од 28.089 вкупно изостаноци, а оваа година 26.456 изостаноци. И секако ќе речеме, нели, помалку, намален е бројот. Значи, помалку изостаноци се наведени, но ако земеме предвид дека 63 ученици има помалку, ништо не сме добиле, напротив, бројот на изостаноците е поголем. Учениците во училиштата се ги знаат многу убаво нивните права. Меѓутоа, обврските ги забораваат. Значи, тие знаат дека имаат право да направат 10 неоправдани изостаноци, а поведението да ја остане примерно. И тие 10 неоправдани изостаноци ги сваќаат како бонус кој мора да го искористат. Имам право 10 неоправдани, морам да го искористам оваа година. Ако не направи 10 неоправдани изостаноци, светот ќе пропадне. Изостаноците од настава на учениците беа главна точка околу која се водеше понатамошната расправа. Иако имаше дискусии и за други прашања за постигнатиот успех и работата на образовните институции. Гледајќи ги извештаите ми упадна во очи средното основно општинско училиште Љупчо Сантов. 4-та година 10.000 изостаноци. Криво ми што колегата Сашко Стефановски не го анализирал ово, само Кирил Методи и Никола Карев, али те разбирам. Еден добар кивиц на директорката не е лоша работа. Па затоа го посочив Никола Карев, колега. Од 1400 минатата година сега се 600 неоправдани. А другото се е исто, исти деца, исти наставници, исто школо, све е исто, само njega нема. Нема посочено на кој начин е постигнат резултатот и со бројката на бројот на изостаноци и со поведението, примерно како што беше кажано од колегата. Па исто така и јас би сакала да слушнам. Освен за изостаноците и успехот на учениците, стана збор и за условите за работа во училиштата. Тој менеджмент, тој директор, тој педагог там, тие наставници, да не реагираат и да не го постават прашањето сериозно до администрацијата општинска, до републичките органи ако треба, за да се надминат определени состојби. Па ние, родителите, сме исто така криви, затоа што недоволно ги пратиме состојбите каде нашите деца учат и престојуват. Никој не смееме да кажеме еден збор, немој тоа да се одрази на детето, на резултатите негови, на оценките, да не го замрази некој директор, некој наставник и така натаму и така натаму. Заради тоа ни се состојбите така. Оти ние родителите има родителски составници, имаме совет на родители и така натаму во едно училиште, меѓутоа никој не реагира на тоа. Јас имам информација дека 6 професори и наставници напуштиле само во текот на оваа година и се иселиле во странство. Нивната плата овде е на ниво на социјален случај на самотник во било која европска држава.
Значи, треба да се запрашаме повеќе за последиците, а помалку да разговараме за извештајот околу успехот и изостаноците, па после кога ќе успееме да нормализираме работата, да бараме нормални резултати. До крајот на расправата за оваа точка имаше уште неколку дискусии на советниците, во кои се спомена и вработувањето во одредени периоди во зависност од која политичка опција била на власт. А по околу 1 час, председателот на Советот Томе Солевски заклучи дека расправата е исцрпена, па извештајот беше усвоен. На седницата се разгледуваа и барања за реализација на екскурзии на училиштата, како и други точки од дневниот ред. Меѓу другото, усвоен е и предлогот за намалување на месечниот паушал на советниците за отсуство од седници, но не беше посочено дали евиденцијата за присуство ќе се контролира не само на почетокот, туку и на крајот на секоја седница. Советот донесе одлука да се избрише од регистарот заедничкото јавно предпријатие Пониква КП, што беше формирано со општина Пробишти, а се разгледуваа и извештаите за новата наводнителна сезона и за работата на Сојузот на спортови. Седницата вообичаено заврши со советнички прашања.